Продолжуваме со дебатниот дел, како што најавивме. На линија од Софија го имаме новинарот Виктор Канзуров. Канзуров, добар ден, добро утро. Прво да видиме дали функционира врската добро, дали се слушаме. Добро утро, добар ден и срдечни поздрави од дождливата Софија денес и прилично студена. Се надевам дека добра ќе биде врската. Да, сега е во ред, нема причина така и да не остане, освен ако разговорот не стане многу жежок, па нешто да се прекине. Не, ние се знаеме, дебатираме, значи нема тука проблем. Канзуров, ова што се случи во Македонија со културниот центар Иван Михајлов и новиот клуб Ванчо Михајлов предизвика бурани реакции во Македонија. Претпоставам дека ги следите, гледате што се кажа во однос на тоа и може да се каже дека најголем дел од јавноста тоа го смета за огромна провокација кон бугарскиот народ, кон македонскиот народ, се извинувам. Не само отварањето на новиот дел од културниот центар Ванчо Михајлов, туку и со оние изјави на подпредседателката Јотова кога ја праша за македонците во Бугарија, кога рече кои се тие македонци. Како вие гледате на тоа? Прво сакам да кажам дека ова е кој знае кој поред излив на патолошка бугарофобија во Република Северна Македонија. И сакам да кажам дека името на последниот лидер на историското ВМРО, Ванчо Михајлов, се злоупотребува поради тоа што во времето на комунизмот и во Македонија и во Бугарија неговата идеолошка програма погрешно се толкуваше како фашистичка или не знам каква, во негативен контекст. Тоа не значи дека тој не треба се извинувам, дека тој не треба да биде оценуван објективно и за неговите грешки и за неговите доблести, но просто човекот не е никаков фашист, ниту е хитлерист како што го толкуваат некои публицисти во Македонија. Фашизмот се употребува за да се залепи етикета на целиот бугарски народ. Сега тука не навлегувам кои се луѓето што го отвориле културниот центар и каква врска имаат со културата, дали со културата имаат врска, дали со државниот буџет на Република Бугарија, дали со ДПМН Валјево, не знам дали се уште членови таму беа. Тоа е една работа, но друга работа е дека и кога се направи обид во 2000-та година да се отвори Сдруженијето Ратко, Ратко е псевдоним на Ванчо Михајлов, што не беше дозволено од властите на Република Македонија и потоа тоа Сдружение Ратко ја доби против Република Македонија пресуда во Судот за човекови права во Страсбург поради тие репресивни мерки на етничка основа. А истото се случи кога нашиот иницијативен комитет во 2008 прво отвори биста на Тодор Александров во дворот на куќата на Драги Каров во Велес и по 2 години, 2010 се откри биста на Ванчо Михајлов во истиот двор во Велес, во приватна куќа на Драги Каров и сега тие две бисти се на терасата од неговата куќа. Значи, фашизмот се лепи на целиот бугарски народ и тоа многу личи на пропагандата на Путин, како ја оправдува руската агресија во Украина. Добро, Канзуров, само ова малку. Да. Прво за Ванчо Михајлов. Тој е навистина контроверзна личност, без сега како историјата го портретира може да дебатираме, но тој е секако контроверзна личност во поглед на тоа што го правил. Но прво за неговото негирање на македонците, тоа е очигледно, тој кажувал дека македонците се бугари за него. Тој се борел, како што вели, за независна Македонија, но како уште една држава на бугарите, да речеме, бидејќи ги сметал македонците за бугари, тоа е едно. Но друго, во поглед на фашизмот, не знам сега точно неговата идеологија најверојатно не била фашистичка во основа, бидејќи тогаш он кога бил лидер на ВМРО, фашизмот уште не бил официјално уште не постоел,
Во Италија е настана, да, но тоа е веќе друга дебата, но сепак тој бил соработник со германското тогаш раководство и со Мусолини. Тој неколку пати бил во Берлин, се среќавал со Хитлер. Тој отворено барал од Хитлер, тоа го има и во документите, нели, да помогне за создавање на независна држава Македонија. Значи тој на некој начин бил фашистички колаборатор и тоа е факт. Не е така и овие работи што ги наведовте не се точни, за жал се продукт на пропагандата таму. Видете, јас не сум тука во ролјата да го оправдувам. Како сите луѓе грешиме и тој имал грешки, мислам дека многу ќе отидеме во друга насока во разговорот, целокупното негово делување ја не секам премногу, но видете, во однос на како што ја рековте соработката. Значи, и Ванчо Михајлов, и ВМРО како организација, и повеќе држави во Европа, кои биле незадоволни од територијалната распределба, од тој версајски систем по Првата светска војна, а мислам денешните етнички македонци нема како да бидат задоволни од тоа што биле третирани како Срби во Вардарска Македонија и како Грци во Беломорска или во Егејска Македонија. Значи, Ванчо Михајлов некаков тип соработка правел со тие структури во Европа кои биле за ревизија на Версајскиот систем, односно за реализирање на неговата цел слободна и независна Македонија. Во однос на негово негирање на етнички македонци, во времето кога ВМРО делувало, а тоа е ВМРО е забрането 1934 година, во Бугарија, со звенарскиот превратот на звенарите, со фурнаджиската лопата Кимон Георгиев кога доаѓа на власт, и за историографијата е веќе јасно дека тој преврат во Бугарија се финансирал со пари од Кралството Југославија, тука помогнала и Грција и Советскиот сојуз. Значи, три држави имале интерес да остане тоа статус кво. Така што тоа го потенцирам со цел да кажам дека во периодот за кој зборуваме, кога ВМРО е забрането во Бугарија, неговите, да речеме, идеолошки конкуренти кои биле левичари, односно создадената од Коминтерната и од Советскиот сојуз ВМРО Обединета, исто е на позиции дека македонците се бугари. Значи, ако е виновен Ванчо Михајлов, треба да е виновен и Димитар Влахов, и Павел Шатев, и сите тие кои Арсени Јовков, сите тие, Димо Хаџидимов, добро, некои починале порано, но во текот на нивното делување, додека биле живи во 20-тите, 30-тите години на минатиот век, исто ги третирале македонците, тоест основното население во Македонија, најмногу бројното, како бугарско. Добро, да. Земете книгата Предавниците на македонското дело од ВМРО Обединета, во 80-тите години е печатена од ВМРО Обединета, каде што стои дека виновни за проблемите на Балканот се грчката, српската, бугарската буржоазија, воопшто сите буржоазии, дека треба да се бориме против бугарскиот, српскиот, грчкиот национализам. Но кога се зборува за Македонија и нивната идеја да биде политичка единица во рамките на некаква балканска, веројатно комунистичка федерација, тие од ВМРО Обединета зборуваат за репресирани бугари, албанци, турци, власи и други народности во Македонија, никаде не зборуваат за македонски етнос. Да, Канзуров, да не зборувам за ВМРО од времето на Отоманската империја. Сакам да кажам, тоа е таа дебата сега што ја водат историчарите цело време, дали се зборува за етнос или за припадност кон државата, да не навлегуваме премногу во тоа. Сакам уште ова конкретно, бидејќи од вчера реакцијата на еврејската заедница во Македонија во однос на ова што го зборувате вие, што дебатираме сега дали бил или не бил фашистички соработник, тие велат дека се згрозени, навредени од името на новиот културен центар во Битола, кој носи име на потврден фашист и близок соработник со нацистите. Велат Теодора Генчовска, Кирил Петров, Захариева и други официјално го отворија бугарскиот културен центар Ванчо Михајлов по името на докажан фашист, соработник на Павелик, Мусолини и Адолф Хитлер
И така натаму кажуваат за прогонот на евреите, за депортирањето на 7144 македонски евреи, така натаму. Еве и еврејската заедница, сакам да кажам, од Македонија, смета дека Ванчо Михайлов е фашист. А предпоставам дека тие најдобро знаат кој е фашист, а кој не. Да, но еврејската заедница во Бугарија не видов дека смета, или еврејските заедници во која и да е друга држава дека го сметаат тоа. Прво да ви кажам, значи најблиските соработници на ВМРО, на Ванчо Михайлов и челни луѓе на ВМРО, особено во реонот на Кюстендил, но и во цела Бугарија, значи зборувам за Владимир Куртев и за други Настев, други челни луѓе на ВМРО, се едни од најзаслужните за спасувањето на бугарските евреи на територијата на така наречената Стара Бугарија. Бидејќи тие евреи имаат бугарско државјанство, со многу мака бугарското општество сепак успева да ги спаси покрај притисокот на нацистичка Германија. Тука една од основните роли за спасувањето на тие евреи имаат луѓето на Ванчо Михайлов и на ВМРО. Тие учествуваат во тие петиции, тие фактички своите животи ги заложуваат за да се спасат евреите. Ванчо Михайлов нема фашистичка програма. Нема, во однос на тоа што униформирани лица на бугарската држава, иако повеќето биле локални македонци, учествувале во собирањето на евреите од Вардарска Македонија, што е ужасна трагедија и нешто многу лошо. Сакам да кажам дека Ванчо Михайлов нема врска со тие луѓе. Не му било понудено да се врати на територијата администрирана тогаш од Царството Бугарија, тоа да може да се врати во Софија, например, иако против него имало околу 7 смртни пресуди од бугарските судови. Мислам дека 6 или 7 се има уште една пресуда за доживотен затвор. Тој го одбива тоа сеат. Тој го одбива тоа затоа што постојано и во текот на војната ја критикува бугарската политика. И тој наведува дека тоа е лицемерие од бугарските власти, нема намера да дојде, бидејќи тие се уште формално го имаат за виновен, според тогашниот судски систем. И друго, тој забележува на Бугарија дека не ја ослободила цела Македонија и ги наведува по име градовите Лерин, Воден, Костур, Струга, Дебар, Гостивар, Тетово, Кичево, кои се надвор од бугарската зона, кои Бугарија ги оставила на итало-албанската зона или на грчкиот квислиншки режим. Да, Канзуров, ние знаеме дека само уште ова, во однос на фашизмот или нацизмот, не му е предложено од нацистите да создаде марионетска држава, септември 1944 година, и тој го одбива тоа. Оди на една формална прошетка, кратко се задржува во Софија и во Скопје и кажува, што е многу важно, јас не сакам да учествувам во крвопролевање на мојот народ. Значи, тој гледа дека практично во цела Источна Европа најверојатно комунизмот ќе дојде на власт, вклучително и на територијата на Вардарска Македонија. Тоа се пошироки процеси кои не зависат од волјата на локалното население и одбива да биде еден вид зона за да можат нацистите од Грција да се повлечат на раат, што се вели, едноставно да им послужи како нивна марионета. Тоа покажува дека тој бил во такви тешки услови, доста автономен, и не ја слушал волјата ниту на Хитлер, ниту на нацистичка Германија. Тоа што се наоѓал во Загреб. Сакам да кажам, ние нема за историјата, значи има историски комисии помеѓу двете држави кои очигледно дека се заглавени веќе со години, не може да мрднат од мртва точка. Ние во оваа емисија сигурно нема да дојдеме до некаква универзална вистина која сите ќе ја прифатат. Добро е што дебатираме, се разбира. Сакам само сега на друг начин да го поставам ова прашање. Се разбира дека Ванчо Михайлов е контроверзна личност, па и во Бугарија е контроверзна, не само во Македонија. И сега прашањето ми е мене,
кога вие знаете дека е тој таков, дека ги навредува чувствата на македонците, дека тие едноставно се навредени од тоа, зошто тогаш го именувате културниот центар или културниот и сега новиот клуб Ванчо Михайлов? Зошто не ставите некое друго име кое нема да биде навредливо за домакинот? Значи тука зборуваме од чиста култура, не од некаква историја или политика. Ама видете, значи прво вие рековте зошто го именувате. Јас немам врска со тие луѓе. Не, знам. Не ме разбирате, не ме прашувам вас. Туку прашувам општо зошто го именуваат, сакам да кажам. Да. Значи видете, тие луѓе се членови на ДПМН Валјево. Ако се бугари, зошто членуваат во антибугарска партија? Освен тоа, јас не оправдувам некои нивни постапки. Например, во соопштенија велат дека над 100.000 репресирани бугари има во Македонија, што не е точно, се повикуваат на државјанствата. Секој што живее во Македонија, ајде да не зборувам за понаивните, понеинформирани или луѓе што поретко или воопшто не стапнале во Република Северна Македонија од Бугарија, секој што живеел во Македонија и ние што сме родени таму, знаеме дека бугари има малку. Не треба да се лажеме за тоа. Значи, јас не оправдувам нивното подлизурковско поведение кон бугарските власти. Токму тоа не му личи на Ванчо Михайлов. Ванчо Михайлов бил остар критичар на секоја бугарска власт. И на секоја власт каде и да е. Значи, тие што се негови следбеници треба да пројават малку кураж, а не да се лигават на секој таму неупатен бугарски политичар, што дури не знае Ванчо Михайлов кој е. Не знае ниту кога е роден, ниту каде, ниту кога починал и каде. Добро, не ми одговоривте. Тоа е една работа. Тоа е втора работа. Ние како иницијативен комитет кренавме биста на Ванчо Михайлов во Велес. Тука основната заслуга е на Драги Каров, кој мислам, можам да кажам, јунак на современиот бугарски народ. Тие никогаш не ни се јавиле за едно прашање да ни постават совет, да видат што треба да правиме, а инаку мене постојано ме канеа кога ќе одиме во Битола со сопругата, ако одиме да им се најавиме на кафе да сме се виделе. Така што тоа е едно лицемерие од нивна страна. Едно лицемерие. Тоа е една. Но не ми одговоривте Канзуров директно на ова прашање. Директно дали мислите дека вака навреда за македонците е и градот Делчево да се вика така, затоа што Гоце Делчев е бугарин. Навреда е општината Ѓорче Петров во Скопје да се вика. Добро, но сега вие навлегувате во политика. Јас зборувам за една обична пристојност, кога знаете дека тоа го навредува домакинот. Гоце Делчев и Ѓорче Петров не ги навредуваат. Знаете дека Ванчо Михайлов ги навредува. Тие се бугари, видете, ние треба да поминеме низ тоа веќе еднаш. Дури Ванчо Михайлов повеќе има сепаратизам отколку ова ВМРО во времето на Гоце Делчев. Па Ванчо Михайлов е првиот кој ја заокружува идејата за македонска држава како одделна единица. Кај Тодор Александров тоа се први некои чекори во таа насока, кај Ванчо Михайлов тоа е заокружено. И мислам дека ние денес, кои се чувствуваме дали етнички македонци или етнички бугари од Македонија, треба еднаш да се помириме, како да кажам, да ги почитуваме, да го почитуваме тоа заедничко културно историско. Ама Канзуров, не ме разбирате повторно. Јас не се обидувам сега да се убедиме ние кој е Ванчо Михайлов, како треба да се перципира. Туку еве додека се разбереме како што вие велите, додека почнеме да се почитуваме, нели треба барем да не се навредуваме? Тоа ми е прашањето. Кога знаете дека нешто го навредува домакинот, знаете сега еве ќе ви направим илустрација со оние погрдна имиња за некои народи кои се употребуваат, а вие знаете дека нив тоа ги навредува, но повторно го употребувате, еве да речеме за црнците во Америка, да не употребувам тука локални примери. И вие сега знаете, но повторно го кажувате, иако знаете дека го навредува. Ова е нешто слично. Вие знаете дека Ванчо Михайлов е навреда за македонскиот народ и додека тоа не се реши историски. Ама не, сега навреда е за некои луѓе. Еве и за тие што се со комунистичка ориентација во Бугарија, исто не го сакаат Ванчо Михайлов. Па добро, во ред, да. И за некои луѓе во Бугарија секакви глупости, сега видете, да не излегува дека јас сум некаков агитатор. За секоја историска личност и за Ванчо Михайлов има и некои аргументирани критики.
Но има и некои кои се неаргументирани. Во Бугарија вие можете да најдете статии во текот на, само во текот на плурализмот, од како се смени системот, кои се многу негативно настроени кон Ванчо Михајлов. И тука парадоксот е поголем што господјата Јотова е вице-председателка на Бугарија, таа доаѓа од Бугарската социјалистичка партија. Јас некаде прочитав за Ванчо Михајлов дека има и смртна пресуда во Бугарија, дали е тоа точно? Од тогаш од воениот суд во Бугарија. 7 смртни пресуди има. Така, точно е. 7 од времето на царска Бугарија, да. Да, 7 смртни пресуди. Да не зборувам колку биле, значи, неуки тие бугарски полициски елементи во Вардарска Македонија, додека Вардарска Македонија е во рамките на Бугарија за време на Втората светска војна, тие ги следеле Ванчо Михајловистите како непријателски елементи, како сепаратисти, не умееле да направат разлика меѓу комунистите како противници на тој режим и Ванчо Михајловистите како еден вид исто критичари на тој режим, веќе објаснив од кои причини. Така што во Бугарија тој има и симпатизери и луѓе кои не го сакат, а овие што се од БСП, тоа е социјалистичката партија, колку е социјалистичка друга работа, колку што така наречениот СДСМ кај нас е социјалдемократски, толку се и тие социјалисти, но тие потекнуваат од БКП, од Бугарската комунистичка партија, и тие луѓе што се така да речеме тврдо јадро, нивни гласачи, симпатизери, партиско раководство во сите овие години, тие за Ванчо Михајлов немаат убаво мислење, и затоа парадоксот е, тоа покажува колку бугарската политика е неука. Затоа што човек од БСП нема како да се поклонува на Ванчо Михајлов, бидејќи тие не го сакаат. А од друга страна, премиерот Кирил Петков очигледно е поставен со огромна асистенција на западните структури, на власт во Бугарија, за да даде зелена светлина на Република Северна Македонија во преговорниот процес со Европската Унија. И сега тој, не велам дека се оправдани реакциите во Македонија, но човек што ја познава политичката ситуација во Македонија, идеолошката насоченост на мнозинството од граѓаните, тој нема да си дозволи вакво нешто како што му се случи сега. Затоа што тој е представник на оној дел од бугарите, и не случајно некои советнички негови и агитатори на неговата политика во Бугарија се на таа линија, тие одат во една политика која сака да го насанка бугарскиот народ, односно го ставија како приоритетно впишувањето на бугарите во преамбулата на Уставот на Република Северна Македонија и со некои финти да не измамат сите нас и Македонија нереформирана каква што е, да и се даде зелена светлина да влезе во преговорен процес за членство во Европската Унија. Сега Петков, Петков си даде автогол во рамките на неговата визија. Иако ова е добро за да покаже каква бугарофобија владее во Република Северна Македонија. Добро, вие така го гледате тука во домашната јавност. Ќе ви дадам пример. Сакам Денес случајно отворив статија од Сашо Ордановски, кој што неписмен за историја го нарекува фашист Ванчо Михајлов, споредува Србија со Бугарија која имала поумна политика. Не станува за умна политика. Македонците повеќе ги сакаат србите од бугарите. Тоа и експлозија некаква да се случи, ќе си остане така. Добро, ама после ова што го направи Бугарија, мислам дека е илузорно да се зборува за сакање на Бугарија. Како може да ги сакаш? Не направи ништо Бугарија. Значи, како не направи, па блокада стави, вето. Име на културен клуб Ванчо Михајлов. Не, зборувам за ветото за Македонија, не за тоа. И едниот е бугарин и другиот. Сакам да кажам дека тој наведува некои изјави на Александар Вучич, српскиот председател, дека и тоа многу лукаво и подло и расипано Вучич сега по овие настани дава изјава дека ние од македонците не сакаме ништо, само ги сметаме за браќа. Па во провладините медиуми во Србија секој ден има информации дека македонците се вештачка нација создадена на антисрпска основа. Да, точно е тоа и Вучич Тие медиуми ги финансира власта на Вучич.
Тоа е точно и во Вучич... парламентот на Србија, извинете, само уште ова, во парламентот на Србија четниците на Дража Михајловиќ се израмнети со партизаните. Тоа е формално, а во медиумскиот простор многу поголемо внимание добиваат четниците. И еден вид рехабилитација доживеа Дража Михајловиќ. Да, тој е рехабилитиран од... Правно е формулирано дека неговиот процес бил невалиден. Да, тој е рехабилитиран и судски во Србија. Сега, ако Вучич толку ги сака македонците, нека го тргне таму на Равна гора паметникот на Дража Михајловиќ. Сакам да кажам, Вучич не го кажува... Ова го кажувам за да ги покажам двојните стандарди на многу македонци. Не, но има и други двојни стандарди, има и други... се вика Александар Караџорџевиќ. Да, има и други двојни стандарди. Александар Караџорџевиќ ќе беше убаво тоа. Господине Канзуров, јас сакам, значи делумно се согласувам со вас, тоа се обидувам да ви кажам, Вучич не го спомнува црковниот проблем, кај што Српската православна црква не ја признава македонската, што е клучен проблем во македонско-српските односи. Но видите, но видите, имате од друга страна ситуација кога Бугарија вели вие сте бугари, вие не сте македонци, вие не постоевте до 44-та година со декларација во бугарскиот парламент, со објаснувачко писмо на бугарската влада, со блокада на Македонија кон европскиот пат, со дискриминирачки барања македонците да признаат дека се бугари. И вие велите Бугарија ништо не направила да не ги сакаат македонците. Па тоа е невозможно што го зборувате. Мислам кога да живеете во друга димензија. Не, вие живеете во друга димензија. Па не, ја кажувам факти само. Односно, вие правилно живеете, од ова што го кажав, што не е точно, не знам. Поради општеството во Македонија. Ама донесе ли бугарскиот парламент декларација во која се вели дека македонците до 44-та биле бугари или не? Не стои баш така во таа декларација. Таа декларација си има своите кусури. Но, видете, што е спорно, например, во тоа што Соединетите Американски држави, во документи на нивните служби, веќе во доцните 40-ти и во раните 50-ти години, тврдат дека во Вардарска Македонија се уште повеќето луѓе се чувствуваат бугари. Па зашто не реагирате до Соединетите Американски држави? Знаете што е спорно? Спорно е што секоја држава си ја бира својата историја, тоа е спорно. Толку. Секоја држава си ја пишува својата историја. Например, сега Германија да го врати нацизмот и ние да речеме секоја држава си ја толкува својата историја. Па нивна работа си е нормално. Тогаш како ќе ја третираме Германија? Така и светската историографија ја толкува историографијата на Република Северна Македонија како шарлатанска. Дури подпредседателот на Вие зборувате за извештај на State Department од 40-та година, а најновиот извештај на State Department вели дека македонците во Бугарија се дискриминирани. Пазите, македонците во Бугарија. Значи, има македонци во Бугарија, нели? Тоа е за сега. Јас ви велам дека и американците тврдат дека во 40-тите и 50-тите години повеќето луѓе во Македонија се бугари. Тоа го тврди и Србија. Нивната историографија истото го тврди дека македонците се создадени 44-та. Па тоа го тврдат апологетите на Вучич во Србија. Секој ден, буквално, секој ден го тврдат. Ма видите, господине Казуров, секоја држава не можете да реагирате. Секоја држава во Европа, се извинувам, секоја држава во Европа, рече се секоја држава без исклучок, има некаков спор со својот сосед во кој таа има некоја различна историска вистина. Значи, секоја, буквално, сега да ги земеме, секоја има. Мислам дека не постои која што нема, повеќе или помалку, нели? Но видите, тие се суверени држави, сами си ги пишуваат своите истории, точка. Не може една држава на друга да ја наметнува што да напише во својата историја. Тоа ви кажувам. Тука не станува збор за наметнување една држава. Како не станува? Бугарија го бара тоа од Македонија. Не, еве ќе се работи за човекови права. Иако видете за кого човекови права, не разбирам. Еве ќе ви објаснам, ако ми дозволите. Видете, еве јас како ги критикував тие од Битола, а не знам зошто не ги каните нив или ги каните одбиваат да се појават. Јас не гледам нивни изјави по медиумите во Македонија. Вие сте, господине Канзуров, еден од, да не речам, единствениот од бугарин, се извинувам, од Македонија, кој се идентификува како бугарин, што прифаќа да разговара на овие теми. Другите едноставно не сакаат.
Не сакаат, ама чудно ми е, затоа што тоа се начитани, елоквентни господа, тука гледам кога одат на бугарските медиуми, со листчиња излегуваат. Па не сакаат вака да дебатираат на условно речено македонски медиуми. Да видиме што прочитале Панчо Михајлов, да видиме дали знаат нешто за бугарското кино, бугарскиот театар, бугарската ликовна уметност. Дали знаат нешто, едно име да кажат, да изрецитираат, барем едно стихче, каква врска им. Значи, видете како јас ги критикувам тие луѓе. И како ја критикувам, ги критикувам и политичарите во Бугарија. Но, и покрај тоа, мене ме обвинуваат во Македонија дека јас сум бил платен некаков агент обучен на бугарската држава. Видете дека на сите тие приеми каде што одат тие како бели мечки, некакви one-man show, здруженија ѓомити на бугари од Македонија, дека никаде не сум ниту јас, ниту некој од нашиот иницијативен комитет што ги крена бистите на Тодор Александров и Панчо Михајлов. Мене кога ме плукаат во бугарските медиуми, не ми се дава право на одговор. И сега и покрај тоа, само затоа што тврдам дека во минатото бугарите и македонците биле еден народ, и дека македонската народност е релативно понова, и дека историските личности кои се темел на суштествувањето на Република Северна Македонија од 19-тиот и почетокот на 20-тиот век се со бугарска етничка свест, едно лице во Македонија него сум го дал на суд, но и други ме обвинуваат дека сум платен и обучен агент на бугарската држава. На две инстанции судскиот систем во Македонија го прогласува за невин. Да. Видете како историското толкувањето на историјата има врска со човековите права. Иако има скриншот каде што директно вели ваш агент нападна. Ваш агент. Добро, и покрај тоа судскиот систем во Македонија го прогласува за невин. Малку тоа е сега шовинистичка држава. Тоа е фашизам. Ете, тоа е фашизам. Господин Канзуров, вие зборувате антибугарски фашизам во Република Северна Македонија. Како може да биде фашизам кога Македонија дозволува вие да се признесете како бугарин? Ама кој дозволува? А Бугарија не дозволува да се признесете како македонец во Бугарија. Како може, мислам, таква замена на тези да правите? Видете, тие што се изјаснуваат како македонци во Бугарија, не дека имале некакво големо представување во Бугарија, но ги имало во бугарските медиуми и ги има дури и од порано од периодот кога на Бугарија... Да, но Бугарија не ги признава, господине Канзуров. Бугарија не ги признава. Тука Македонија ги признава бугарите, еле имаат... Не непризнавање. Тие го кршат уставот на Република Бугарија. Па добро, се едно е. Не ги признава. Го кршат уставот. Законски не ги признава. Има луѓе што се идентификуваат. Тоа се 1000 и кусур луѓе, од кои 1000 и нешто се граѓани на Република Северна Македонија кои работат во Бугарија. Ама не е битно и 100 да се, не е битно. Со бугарски државјани и си се изјаснуваат како македонци на пописот во Бугарија. А тие што ги велите од Омо Илинден или Омо Илинден Пирин, па тие пред некој ден слободно пред во Мелник пред паметникот на Јане Сандански. Па добро, што треба уште да ги апсат. Сега зборуваме државата не ги признава, не им ги признава правата, како да ви кажам. Како не им ги признава кога... Па имате 17 пресуди на Европски суд за човекови права. Тие сакаат на етничка основа да се организираат. Ама имате ли 17 пресуди, господине Канзуров, имате ли 17 пресуди на Европски суд, Европски суд за човекови права, 17 пресуди? Да, ама тоа е правна регулација на одземањето на право на формирање здруженија. Тука правото, меѓународното право не може да донесе решение дали има македонски етнос. Разбирате? Со тоа се занимава историографија. Правото решава дали ви е одземено некакво право или не. За тоа зборуваме за право. Правичност не е секогаш иста работа. Но јас ќе ви кажам, ако тие толку сакаат да се не бугари, да се етнички македонци, зошто се поклонуваат на паметник на бугарин, Јане Сандански? Ама добро, тоа е се историско толкување, сега они... Не е толкување, Јане Сандански мислат едно, вие мислите друго, не можеме да тоа да го... Народна федеративна партија, бугарска секција, 1908 помладо турската револуција, ја легализирал. Господине Канзуров, вие се навел дека член може да биде секој бугарин. Значи тоа било етничка бугарска партија. Вие се повикувате на пресудата на човековиот суд за Сдруженијето Ратко и самиот ми ја кажавте пред малку. Веднаш се повикавте на неа. Сега ми кажувате како ви се ускратени вашите права.
А ги негирате 17 пресуди за човек на судот за човекови права за македонските Јас не ги Бугарија. негирам, јас реков дека Ги релативизирате. Не ги релативизирам. Не ги релативизирам. Но имате книги и документи каде што членови на тие здруженија велат дека примале пари од Скопје. Добро, сега тоа е веќе и ова исто За за тоа вас што ќе вела дека пратиме. сте примале пари. сега тоа- Јордан Костадинов, еден од нивните челни луѓе во 90-тите години на конгрес на ВМРО ДПМН во Прилеп, самиот велел како добивале пари од УДБА во купеа на некоја станица во Источна Европа, каде проформа патувале, влегувал агент на УДБА и им фрлал долари. Господине, за да можат да се финансираат. не знам дали ги следите македонските медиуми, поранешниот шеф на службата за државна безбедност во емисија јавно кажа пред неколку недели дека Красимир Каракачанов бил агент на УДБА, бил врбуван од југословенските служби. И тоа го кажа јавно во емисија. Видете, сега Го кажа пред неколку недели, значи јавно го кажа, ви кажа. Истиот тој човек кажува дека македонците се по потекло од Филип и Александар, антички македонци. Добро, но сега вие кажувате кој што кажал, ја ви не кажам сум кој што приврзаник кажал. Јас не сум приврзаник на партијата на Каракачанов, ама не верувам дека ова е вистина. Мислам, смешно е сега. Па добро, тоа сега, да беше вистина, поинаку ќе се... Да излезе човек да го каже тоа јавно, малку, не знам, прилично Па не е... знам, јас да сум на местото на Каракачанов, би го дал на суд овој букефалистот од... Но тој нит демантира, нит го даде на суд, ми се чини. Не, демантира во едно може би, не сум видел, да. Да, демантираше. Но мислам дека веројатно смета за несериозно и нема потреба да го демантира. Околу фашизмот, само да кажам. Ако сте ја читале таа психопатска книга на Адолф Хитлер, Мојата борба, каде што имам одамна, имам прочитано. Од секоја страница и реченица извира патолошка омраза кон евреите. И тој, ако се сеќавате, ги именува евреинот на секое место. Да. Истиот овој Сашо Ордановски во неговиот двонеделник Форум, кога се појави информацијата дека Љупчо Ѓорѓиевски има бугарско државништво, во секаков вид текст за владата на Љупчо Ѓорѓиевски, дури и да се работело за некое земјоделско прашање, во секој број на форум пишуваше владата на бугаринот Љупчо Ѓорѓиевски. Каква е разликата меѓу евреинот, кажано од Хитлер, и бугаринот Добро, од сега Сашо вие Ордановски? влегувате, мислам, дајте да го ставиме Сашо Ордановски, не знам што има врска сега со... Фашизам е кога Бранко Црвенковски ќе каже за Младен Србиновски, не може бугарин да биде директор на државна институција во Македонија. Тоа го кажува човек што бил 3 пати премиер и еднаш председател на држава. Ајде малку за понови изјави, господине Канзуров, ова што го кажа... Тоа е шовинизам, тоа е фашизам. Бранко Црвенковски е олицетворение на антибугарскиот шовинизам. Видите, сега се навраќаме на изјави пред 20-30 години. Ние имавме скоро попис каде што во земјава секој можеше слободно да се изјасни како сака, во Бугарија не може и тоа е. Јотова вели кои се тие македонци. Па каква е таа изјава? Како кои се тие македонци кога има во Бугарија луѓе кои се идентификуваат како македонци? 100 ли се, 200 ли се, 300 ли се, не е битно. Има. Па каква е таа изјава кои се тие македонци? Јас една нејзина изјава слушнав, не знам дали мислиме на истата, во Охрид ли беше? Да, во Охрид, да. Каде што се обрати кон новинарите, веројатно од Македонија, дека не го познаваат бугарскиот устав и дека не може на етничка основа да се регистрира здружение, но веројатно мислела дека прашала кои се тие македонци во смисла дека во Бугарија има неколку милиони луѓе што се по потекло од Вардарска и Егејска Македонија и со се и населението на Пиринска Македонија, кои од секогаш се чувствувале бугари. А овие што се чувствуваат етнички македонци се една минорна бројка кои се продукт на времето од 1944 до 1963, кога бугарскиот комунизам насила ги правеше македонци и низ образовниот систем, и тоа се од семејства кои останале со тие убедувања. Да, стално има, секогаш има така различни толкувања за тоа што се случило, како што кажав, нема никогаш да дефинираме. Еве на крај едно прашање. Во поглед на господина Канзуров, мислите ли дека има
постои шанса до јуни да се направи некаков напредок и оној датум кој претходно се спомнуваше како можен датум за решение на македонско-бугарскиот спор, ми се чини дека после последните случувања тоа е многу далеко како можност. Јас загатнав кога одговарав на едно од претходните ваши прашања. Да, кажавте, да. Дека според мене премиерот Петков и неговата сосема тазе формирана партија, тие буквално неодамна пред неколку дена се регистрира, тие одеднаш дојдоа на политичкото небо во Бугарија по многу чуден начин, иако пред тоа Петков и Асен Василев, сегашниот министер за финансии, беа мислам дека во две службени влади беа министри, додека знаете минатата година оној непрекинат циклус на избори во Бугарија кога беше и по бугарскиот устав треба да има службена влада. Кога претходната влада на таков начин си заминува од власт, кој е соодветен за да има службена влада, тие, да не заборавиме, беа промовирани од председателот Радев, кој се прави пред бугарската јавност како представник на некаква тврда линија кон Македонија. Јас мислам дека со голема асистенција на западните држави, особено на таа најмоќната зад океанот, Петков е донесен на власт за да ја пушти Република Северна Македонија. Дали беше планирано уште за декември или јуни или во текот на оваа година, но просто, како да кажам, тие кои не живеат во Бугарија, во Македонија или кои не се секојдневно ангажирани со оваа проблематика, не можат да ја разберат природата на овој конфликт. И затоа јас уште еднаш, колку и за некои работи да не се согласуваме, навистина ви благодарам како новинар, вие сте еден од ретките што ми дава можност да кажам и би апелирал, без да ви се мешам во уредувачката програма, ако може да направите некакви мостови, како да кажам, тие луѓе што не се мразат од Македонија и од Бугарија, што се подготвени својот интегритет да го вложат во некаква соработка и во надминување на овие историски јазли и различни толкувања, да им давате шанса некако да се направи еден круг од луѓе што сепак ќе бидат за добронамерни односи, секој да се чувствува како што сака денес и да си ги почитуваме и различните историски толкувања, се разбира без да се негира право на самоопределување на Гоце Делчев или на Григор Прличев, но да ви одговорам директно на прашањето, сега по овие работи многу тешко ќе биде тоа. Јас мислам дека прашањето за вметнување на бугарите во Уставот на Република, во преамбулата на Уставот на Република Северна Македонија е една таква трик работа, финта за да се задоволи бугарската јавност, откако веќе ние една година сега сме тероризирани овде од тоа како да стане основно барање на бугарската страна. Што за мене мислам дека е окей и бугарите, и хрватите, и црногорците, и други етноси да се вметнат во преамбулата на Уставот на Македонија, но не сметам дека тоа ќе го реши прашањето на бугарскиот етникум, на почитувањето на... Затоа што албанците беа во сите устави од 44-та до 2001, па пак беа предмет на сегрегација. Да не зборуваме, за жал за ромите, се уште има предрасуди кај нас. Знаете за оној случај кога бившиот министер Трајко Славески за финансии беше принуден да отиде со роми во едно кафуле, мислам на кејот на Вардар во Скопје, затоа што претходниот ден не им бил дозволен влез. Само затоа што се роми. Ромите се 3 децении се во уставот и се уште се случува да има навреди на нив, на спортски стадиони, во сали, да се употребува погрдното име за нив, кога треба спротивната страна да се навреди. Значи, тоа не решава. Треба да се изврши денацификација на мозоците на луѓе како Сашо Ордановски и Бранко Црвенковски. Денацификација, дефашизација. Тука многу би кажале на мозокот на Красимир Каракачанов, да речеме, нема да се договориме никогаш, да. Господин Канзуров, ви благодарам, за жал немаме повеќе време.
Ви благодарам за овој разговор и како што кажав, многу е важно да се слушне другата страна без разлика на тоа кој што ќе каже и кој што мисли, бидејќи новинарството е тоа, медиумите се тоа и вие сте новинар, вие знаете за што зборувам. Многу е важно секогаш да се слушнат и аргументите на другата страна. Да, ви благодарам уште еднаш и еве им се извинувам на сите луѓе во Македонија кои не се согласуваат со моите тврдења. Јас само ги повикувам, нека земат, нека го прочитаат тоа јас што го тврдам, дали одговара на вистината или не, и апел до сите добронамерни луѓе да се направи некакво разбирање помеѓу нас. Да победи мирот, доброто да победи. Добро, еве со оваа позитивна порака нека заврши разговорот и вашата идеја не е воопшто лоша да најдеме луѓе кои се мост на разбирање помеѓу народите. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам, поздрав до Скопје и Македонија.